Денеска православната црква ги празнува зачнувањето на светата Ана, светата Ана, мајката на пророкот Самуил, преподобниот Стефан Новосветител и светиот Софрони, архиепископ Кипарски. Зачнувањето на светата Ана. Праведните Јоаким и Ана биле бездетни полни 50 години од својот брачен живот. Во староста им се јавил архангел Гаврил на секого од нив посебно и им рекол дека нивните молитви се услишани од Бога и дека ќе родат ќерка Марија. Тогаш светата Ана зачнала од својот маж и по 9 месеци родила ќерка, благословена од Бога и од сите човечки колена, Пресветата Дева Марија, Пресвета Богородица. Поуки од светите отци. Љубовта има 3 ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Светата Ана, мајката на пророкот Самуил. Жена на Елкан од Арматем или Ариматеја. Не раѓала деца бидејќи била неплодна заради што горко тагувала и плачела. Но милостивиот Бог се смилувал на неја и ја разрешил од неплодноста заради низините непрестајни воздишки и молитви. И Ана родила син Самуил и го поставила на Бога уште од самото детство. Тоа бил Самуил, голем водач на израелскиот народ и пророк кој помазал 2 цара, царот Саул и царот Давид. А света Ана испеала песна на благодарност на Бога, песна чудна според мудроста и убавината, која и ден денес се употребува на богослужбите во црквата. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси, Светогорец. Преподобниот Стефан Новосветител. Овој Божи угодник се родил и се воспитал во Цариград, во домот на своите родители Захарија и Теофанија. Татко му бил свештеник на Великата црква во времето на патриархот Методиј. Носејќи го зачнат во утробата своја, неговата мајка се хранела само со леп и со вода. Кога младенчето се родило, на неговите гради светел крстот светлина. Заради тоа, а и заради својот чист и богоугоден живот, бил наречен Новосветител.
Во својата 18-та година Стефан се затворил при црквата Свети апостол Петар и овде се предал на подвиг, на пост и на молитва. Еднаш му се јавил светиот Петар и му рекол: "Мир ти, чедо, добро си започнал, Господ нека те укрепи." Потоа поживеал многу години при црквата Свети маченик Антипа и овој светител му се јавил и го укрепил со зборовите: "Знај дека нема да те оставам." Стефан си наложувал на себе се поголем и поголем труд. Храна употребувал 2 пати неделно и тоа само непосолено зелје. Цели 55 години се подвизувал овој свет човек заради Христовото царство и се упокоил во Господа во 829-та, во 73-та година од својот земен живот. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Светиот Софрони, архиепископ кипарски. Роден и воспитан на Кипар. Заради големата духовна ученост и многуте добродетели, посебно милосрдието, бил поставен за архиепископ по светиот Дамјан. Откако послужил верно на црквата и откако му угодил на Бога, мирно завршил во 6 век. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Бога на боговите, алилуја. Зашто е вечна
vi